И покрај новите закони, дел од граѓаните со стари навики си преминуваат на пешачки премин разговарајќи на телефон, други минуваа улица со слушалки. Сител на Пладне направи обиколка низ Скопје. На најпрометните раскрсници не забележавме полициски службеници, што не беше случај вчера кога минувачите беа опоменувани од службите да го почитуваат новиот закон. Граѓаните пак со спротивставени ставови за тоа дали треба да се казнуваат со 40 евра пешаците кои користат слушалки и телефон и со 50 евра за оние кои возат велосипед, тротинет и мотоцикл, а си слушаат музика. Па јас мислам дека тоа е супер закон кој што секој треба да применува. Според мене ќе биде тоа чудо за 3 дена. Одлична мерка, така може да се спаси нека не дај Боже сообраќајна нешто. Тој закон треба отпосле да важи. Прво има закон, мислам треба да има закон да се казнуваат по патеката на Вардар мотори, мопеди, нема жив полицаец да ги казни. Сметате ли дека со овие нови закони ќе се промени безбедноста? Па да, и тоа многу. Секој закон што е до сега донесен, ако нема кој да го реализира во пракса, нема да издржи. Горете тоа. Само треба колите прво да не зборат на телефон и потоа пешаци. Експертите со поделени мислења за ефикасноста на законот. Инженерот за безбедност Игор Митревски вели дека овој закон го нема во државите со ниска стапка на жртви во сообраќајот. Оценува дека попрво треба да се работи на тоа да се подобри патната инфраструктура и критичните точки во државата каде се случуваат најголемиот дел од сообраќајките. Во европските земји малку земји имаат такви закони за справување со овие аномалии. Прочитав дека во неколку земји е имплементиран таков закон, меѓу кои Србија, Косово, Литванија, мислам. Оние европски земји кои што се со низок процент на смртност по патиштата, не најдов имплементација на таков закон. Додека пак универзитетскиот професор Стоимко Златковски смета дека граѓаните за брзо време би се адаптирале на новите измени, доколку полицијата ги казнува оние кои што го кршат законот. Релативно брзо, ако санкциите бидат ефикасни, брзи, поставката трае што можно пократко, луѓето се земат за право, се земат слобода да се однесува така, зашто знае дека не се казнува тоа, досега никој не е казнуван. Кој да слушне дека некој таму или некој во некој населено место биле казнувани, нема така лесно да прават такви пропусти. Со новите измени властите очекуваат подобрување на состојбите во сообраќајот, односно пешаците да имаат поголемо внимание додека преминуваат улица, а возачите на тротинет и велосипед да имаат поголема стабилност со возилото. Габриела Лескова, Сител телевизија.